Здраво, Македонија! Добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300. Верувам дека во минатите изданија убаво си поминувавте, знам дека јас барем супер си поминував. А веќе кога сме кај минатите изданија, се знае дека прво ќе ги повикаме победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домаќини, а тоа се Чеде и Павле. Повелете! Павле, здраво. Здраво, Марко. Чеде, здраво. Здраво уште. Трет пат во Листа за 300, така? Колку пари успеавте до сега да ми земете? 350. 50 со 300. 50 со 300, одлична сума. Имате право, знаете, тоа до 5 учества. Денеска сме некаде на средина, така да речеме, но ништо не е готово, допрва почнуваме. Да. Со среќа и денеска како домаќини, што значи ваша домаќинската кабина. Повелете. Благодарам. За да продолжиме понатаму со нашиот квиз, потребно е да ги запознаеме и денешните предизвикувачи, односно противниците на Чеде и Павле. А тоа се Зоран и Зоран. Повелете. Зоран 1 и Зоран 2, така да ви викам, не, Зоран и Зоран. Само сте си Зоран и Зоран. Кој пат вие веќе во Листа за 300 сте биле? Трет пат, така до сега искуството што ни кажува? Па не баш добро искуство. Позитивно не е. Се понадевам да обратен одговор, да знаев и што го постава прашањето. Тоа е. Не, бе, денес имаме шанса баш да го поправиме тој впечаток и личен. Живи и здрави, па. Така е. Така е, така. Расположени сте за игра? Да. Супер. На кратко, Зоран, еве, да ни кажеш збор 2 за тебе, од каде доаѓаш? Зоран Илиевски, доаѓам од Скопје, пензионер, живеам во Радишани. Супер. Зоран, збор 2 за тебе? Мирчевски Зоран, пензионер, центар. Центар, уште во центар. Не му смета галамата? Не. Се уште не, тоа е. Попрте на уши малку. Да. Не се мешам тука. Зоран и Зоран, очигледно расположени денеска, супер. Денеска како предизвикувачи, дали ќе стигнеме до домаќини, останува да видиме. За сега предизвикувачката кабина важа би требало да виде така е. Повелете. Чеди Павле, односно Зоран и Зоран, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме истите дали функционираат како што треба. Не сакаме да имаме никакви пречки во продолжение. А за таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Чеди и на Павле. Зоран и Зоран, дали се слушаме? Да. Знаете, веќе познато ви, ако имаме некаков проблем, ќе ми кажете. Ќе исклучиме сега и нивната кабина за да провериме кабината на Чеди и Павле, дали се слушаме? Се слушаме, да. Добре, ја реков ќе ми враќате за минатиот пат, ќе ми глумите дека не ме слушате, ама добро поведав. Чеди и Павле, ако се како што треба да започнеме. Да, може. Се уверивме, драги гледачи, сите во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи може да започнеме со Листа за 300, како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Женски имиња што ја содржат буквата В. Бараме женски имиња кои ја содржат буквата В било каде во името и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители или жителки. Чеди и Павле, дали не е јасна темата? Да, јасно. Одлично. Зоран и Зоран, дали не е јасна темата? Ако не се јасно, знаете дека при првата лицитација први започнуваат со надавање оние кои што се тековни предизвикувачи. Денеска во таа улога се Зоран и Зоран. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Чеди и Павле, а Зоран и Зоран, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. Започнуваме со 5. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 30. 1. 31. 40. Си округла 40. Нека одговарат. Да одговарат, така се решите. Готово во ред. Чеди Павле, вашите противници се решија да ви дадат шанса, вие да одговарате на оваа тема. Доста надававме, мора да признам, имаме 40 празни полиња, не се ни премногу, сме надавали многу повеќе од ова, дупло да не речам, но сепак е една завидна бројка. Бараме женски имиња што ја содржат буквата В било каде во
името. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Верица. Верица. Така е. Верче. Верче. Точно. Вера. Вера. Надеж Љубов, така е. Верка. Верка. Точно. Виолета. Виолета. Така е. Вики. Вики. Точно. Васка. Васка. Така е. Василка. Василка. Точно. Вероника. Вероника. Така е. Вилма. Вилма. Точно. Вальбона. 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 Вальбона, точен одговор. Викторија. Викторија. Точно. Ева. Ева. Точно и Ева. Евица. Евица. Точно. Евдокија. Евдокија. Така е. Невена. Невена. Точно. Невенка. Невенка. Така. Светле. Светле. Точно. Светлана. Светлана. Така е. Славица. Славица. Така е. Славјанка. Славјанка. Точно. Славка. Славка. Така е. Дивна. Дивна, така е. Повеќе од пола поминавме, бравос. Ако кажеме Валбона, сега Валибона. Вальбона. Ајде да видиме со Љ. Со Љ 369 во Македонија, да. Точен одговор. Вања. Вања. Жена ми што е во недумица дали е Вања машко или женско име. Да, исто. А, тоа е исто. Ајде и Сава. Сава. Ајде да видиме. Не знам за Сава женско, знам машко, познавам. Ги има преку 200 Сави во Македонија. Точен одговор. Савица. Савица. Така, Савица. Савица, точен одговор. Убавка. Убавка. Да се ја поздравам професорката Убавка од Арсени Јовков на времето што би беше. Информатика. Затоа сум толку добар компјутерџе денеска. Точен одговор Убавка. Павлинка. Павлинка. Така е. Павлина. Павлина. Точно. 30, уште 10. Уште 10. 3/4 изодевме од патот. Севда. Севда. Така е. Севдалина. Севдалина. Имате среќа. 15 севдалини има во Македонија. Голем поздрав до сите нив. Параскева. Параскева.
Така е, точен одговор. Јована, Јована. Поздрав до колешка ми Јована. Така е. Јованка, Јованка. Така е. Јовка, Јовка. Така е. Владанка, Владанка. Така е. Владимира, Владимира. Нема. Нема? Вака се чеди, Павле. Супер тргнавме. Имавме уште 3. 38, знам дека имавте. Ивана, Ивана. Владимира, за жал нема, Владимирка има. Уф. Ајде ќе прочитам уште дел, но прво да им честитам на Зоран и Зоран за освоениот поен. Дури нив им е криво што тука на крајот се случи тоа, да. Дури нив им падна незгодно. Да прочитам уште неколку женски имиња кои што ја содржат буквата В. Тука ги имаме Вале, Валентина, Валерија, Вања, мислам и дека ги кажавме голем дел, Вахида, Велика, Венера, Венета, Светанка и така натаму, ги има доста. Резултатот е 1-0 во корист на тимот Зоран. Но имаме уште една лицитација, како што реков, која што ќе одлучи кој од овие парови ќе играат, дали ќе играме на пенали или пак кој од овие парови ќе ми се придружи на главната сцена. Затоа да не должам повеќе темата за втората лицитација гласи. Општини во Македонија кои се граничат со некој наш сосед. Бараме имиња на постоечки македонски општини кои се граничат со некоја од соседните држави од сите 4 страни и со кои имаме копнена граница. Дали ни е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто лицитирање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива моментално по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Чеде и Павле. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Зоран и Зоран. А Чеде и Павле, кога ќе имате понуда по консултациите, слободно споделете со нас. 3. 3. Започнуваме со 3. 5, 5. 5. 6. 6. 7, Едно повеќе 7. 20. 20. Стигнавме до 20. 21. 1 плюс 21. Плюс 1. Плюс 1, 22. 3, 23. Нека одговарат. Да одговараат. По толку пребројување, мислење... Па, 20 знаеме сигурно. Не ви се мешам Ама- нормално. Тактиката си е ваша, вие знаете како да се изиграте, до сега добро се погажа. Зоран и Зоран, кога ќе бидете подготвени, започнете слободно. ајде, крива паланка. Крива паланка. Долги години поминав таму на работа, на ДВ Бајер, се граничи со Бугарија. За тоа знам. Така, да, точен одговор. Старо Нагоричане. Старо Нагоричане. Така е. Куманово. Куманово. Точно. Липково. Липково. Така е. Со Косово граница. Чучер Сандево. Чучер Сандево. Така е, точен одговор. Ај, Дебар. Дебар. Така е. Струга. Струга. Така е. Охрид. Охрид. Точно. Ресен. Ресен.
Ако е лучше не нарез. Точен одговор е. Браво. Да, точен е убаво си Добро. кажа, слушај го Зоран. Битола со Грција граничи Битола. Да, Битола. Битола. Да. Преку Битола до Грција. Така е, точен одговор. Гевгелија. Гевгелија. Така. Точно. Ново село. Ново село или Новосело? Ново село. Се, да. Битно да се разбереме, така е точен одговор. Нека е на македонски. Нека на така маѓа, се. да, Така. кај се разбере. Кажа, Дојран. Дојран. Ајде да видиме, Општина Дојран. Така е, со Грција граничи. Точен одговор. Делчево. Делчево. И Делчево е точен одговор. Берово. Берово. Така е. Македонска каменица. Македонска каменица. Така е. Маврово Ростуше. Маврово и Ростуше. Така е, точен одговор. 17 имаме до сега. Тетово, ај. Тетово. Ајде да видиме. Така е, Тетово граничи. Потврди и тетовчаните наспроти. Така, Јагуневце. Јегуновце. Ајде да видиме Јегуновце. Така е, точен одговор. Уште 4 не остануваат. Струмица. Струмица. Така и Струмица е точен одговор. Уште 3. Уште 3. Уште 3, така Тие, е. само 3 се. Ете, им ги просувате тие 3. Жал ми е не. Теарце. Теарце, ајде да видиме, да го рестартираме часовникот. По 10 секунди добивате за секој овакво. Теарце, Теарце. Како не? Како не? Ајде уште 2 имате, но ја морам да почнам да бројам. 10. Четири. 3. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Да видиме дали Скопската општина Ѓорче Петров граничи... Према ни Киштани натаму. Како? Према ни Киштани е со Косово. Така е, точен одговор. Кој ќе биде последниот, Зоран и Зоран? А јас морам да бројам. Стискајте вие палци, чете, Павле. 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Кажи некој. Кој ти дојде кажи да не биде? Желино. Желино. Ајде да видиме. Желино, Желино. Не. Жалино ќе биде. Не. Не сакам да е мага, чекај се. Не, не. Желино. Ни приближно не е до граница. Не. Многу ми е жал. Леле на последниот одговор. Многу ми е жал, па и дека се осеќам и делумно крив за целиот пресинг што јас го правам, но тоа ми е дел од работата и многу ми е криво. Супер бевте, Зоран, сега ќе ви прочитам. Само 33 општини се погранични, од вкупното 80. Сега веќе пробам да ги издвојам. Богданци, Боговиња, Вевчани, Малдел исто граничи со Албанија, Врапчиште, потоа Гостивар не го кажавме, Сарај центар Жупа,
И тие се тие. Да сме живи и здрави. Да, сме живи и здрави. Какво ништо е сега ние? Да, се врати работата, но ништо не е готово. Чеди Павле, 1-1 во се грешки. извлековте, како? 1-1 во грешки. 1-1 во грешки, За баш малку. така. За малку едните и другите, но сега на пенали нема бегање, секоја грешка скапо ќе не кошта, што значи ќе ни отиде поенот и противниците наши ќе се најдат на местото каде што ние посакуваме. Зоран и Зоран, одлично одиграно, многу ми е жал што вака заврши. Резултатот изедначен, како што реков, играме пенали. Она што е важно кога играме на пенали, драги гледачи, е дека кабините се вклучени во текот на целиот процес и одговараме на поредно едните па другите се до нечија грешка. Но, да не должам повеќе, секогаш работите се појасни, нели кога ќе ги видиме, па да си започнеме со нашите пенали. А темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Ој Вардаре македонски". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Ој Вардаре македонски". Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Веќе кажаните зборови од насловот не можете да ги користите. Внимавајте, некои зборови навивачите на клубот ги имаат изменето. Ние ги бараме оригиналните, оние во песната што ја испеале Виолета Томовска и Јонче Христовски. Значи, оригиналната. Бидете внимателни. Чеди Павле, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Зоран и Зоран, дали ни е јасна темата? Супер, ова е една тетовско-скопска тема. Нели почува од кај вас, поминува од тука. Така да, за сите вкусови. Сите да може да одговараме. Ако не е јасна темата, може да започнеме. Знаете дека на пенали први започнуваат со одговарање, тековните предизвикувачи, а тоа се Зоран и Зоран. Што значи, кога ќе бидете подготвени, да го слушнеме првиот одговор. Тече. Тече. Во оригиналната верзија нема тече, што значи не е чекај, но да, друг збор ќе ви го кажам, изборчето не се секирајте, но да видиме, Чеди Павле. Што рековте? Кај? Кај? Нема ни кај. Се враќаме на почеток. Зоран и Зоран. Македонија. Македонија. Одиме со сигурно. Знаеш што е така да. Ме збуни со првото, ама и второто сега. Гази второто, сега нема више збунување, така Македонија е точен одговор. Среќа. Среќа. И среќа е точен одговор. Среде. Така. Среде. Среде. Така е. Скопје. Скопје. Така е. Красиш. Красиш. Така е. Марко, Вардаре кажано во зборот, ова е Вардар само. Како? Само Вардар. Само Вардар? Да. Да, Вардар е во оваквото, така е. Ој Вардаре дека е наслов. Да. Поред, така е, точен одговор. Река. Река. Точно. Радост. Радост. И радост е точен одговор. Распеана. Распеана. Така е. Поминуваш. Поминуваш. Така е. Радост. Радост го кажа. Среќа. И среќа го кажа они. Донесуваш. Донесуваш. Се знае да Зоги. Така е. Врви. 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 Морам да бројам Зоран и Зоран. Да, пенали се, мораме да бидеме побрзи. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Еден, имаме некој зборче, морам да се Тија, представам. а тоа е 2 збора. Тија. Да, тоа се 2 збора. Да, се селиме, ништо не е готово, Зоран и Зоран. Чеди Павле, дали имате вие одговор? Најголема. 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 Нема најголема. Нема. Зоран и Зоран. Голема. Голема. Нема голема. Јунаци. Јунаци, ајде да видиме. Јунаци. Има. Лути рани на јунаци. Чеди Павле, честитки. Се изнамачихме, Зоран и Зоран, многу ми е криво. Супер бевте. Сериозно супер бевте. Мене ми беше супер денеска. Се убаво си поминав и не сакам кога има ваква борба, но би сакал во ваква ситуација да можев и двата тима да ве качам тука на сцената и едните и другите да се преварувавте за пари. За жал не можам. Пробај да видиш како ќе изгледаш. Тоа што ми кажеш, кај ми треба да мора. Може да пробам? Ништо, штета. Многу ми е жал, искрено се надевам дека повторно ќе се видиме, супер, ќе се види така, да сме живи и здрави, тоа пред се, па се ќе си дојде. А јас сега да ги прочитам зборовите од убавата песна Ој Вардаре Македонски, од Виолета Томовска и Јонче Христовски. Среде Скопје Вардар врви, Вардар река распеана. Ој Вардаре Македонски, од извора дур до Солуна, ти ја красиш Македонија. Твоите градој како бисери ти закитиле брегови. Лути рани на јунаци, твојта вода ги лекува. Каде Вардар поминуваш, среќа, радост донесуваш. Тоа е песната Ој Вардаре Македонски од Виолета Томовска и Јонче Христовски. И таа одлучи за судбината на едниот и другиот надпреварувачки пар, со тоа што во позитивна полза беше за Чеде и Павле. Што значи Чеде и Павле, ќе ги повикам да ни се придружат тука на главната сцена повторно и да си ја пробаат среќата да видат дали ќе освојат парична награда секако. За да дознаеме што ќе направат, треба да останеме со програмата на телевизија Сител, секако да се вратиме по паузата. Останете со нас, се враќаме по паузата. Чеди и Павле повторно ми се придружија тука на главната сцена по трет пат и по трет пат ќе имаат шанса да освојат убава парична награда. Ако не се лажам, досега ми зема 350 евра, по првото нивно учество 50, во второто 300 евра, она максимална сума, а денеска останува да дознаеме во продолжение. Но пред да ви ја соопштам темата и да имате шанса да освоите парична награда, мора да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со сите точни одговори за да освоиме максималната сума, а тоа вие го направивте минатиот пат и затоа си однесовте 300 евра. Но во овој време, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15, како што рековме, како што добро знаете, ви следуваат 300 евра. Дали сме подготвени? Може. Подготвени. Чим сме подготвени, се надевам дека и вие сте подготвени, драги гледачи, кои што седите и уживате во удобноста на вашиот дом. Денеска го тестираме нашето знаење на тема актери или актерки кои имаат најмалку 2 Оскара. Извор, базата на ИМДБ. Бараме најмалку презиме на актери или актерки кои имаат освоено најмалку 2 Оскара за најдобра или споредна улога. Или споредно. Да, не се секирате. Тука има многу звучни имиња, барем до 50 евра, јас што викам 3 можеме да ги кажеме, па и повеќе. Мислим дека Дензел Вашингтон има. Оскар има, ма дали има 2, не знам. Моника Белучи. Не бе да Моника Белучи. Мерил Стрип може да има. Мерлин Монро. Мерил Стрип има сигурно. Дензел Вашингтон. Чекай. По еден да беа ги знам поиќе, ама се 2 дали има. Леонардо Ди Каприо еден излија има за Титаник. Ама чекај, женски актери. И актери, и актерки. И актери, и актерки, да. И актери, да. Ајде барем до 50 евра да стигнеме да ги лапнеме. Мерил Почни да ги кажи. Добро размислуват. Сега за Мерил се- Стрип? Да, и тоа што дуга немаш ништо што да изгубиш Да. до 50 евра, така да таман да опипаме терен. Мерил Стрип. Воедно едно од дамите кои што има освоено највеќе Оскари без разлика дали машки или женски. 3 Оскари до сега има добиено, да. Браво за Мерил Стрип. Дензел Вашингтон. Дензел Вашингтон. Дензел Вашингтон со 2 Оскари, втор точен одговор за вас двајцата.
И кој ќе биде за 50 евра? Роберт Де Ниро, да. Толку Ајде. Роберт Де Ниро, а? Ајде, нека биде тој. Роберт Де Ниро? Роберт Де Ниро. А кој друго спомна исто? Го спомнав Марлон Брандо, знам еден има, ама уште еден дали има. Не сум баш сигурен. Роберт Де Ниро за 50 евра. Точен одговор. Браво! Освои, како сека, Форест Витакер има The Last King of Scotland еден, ама дали има и според мен не знам. Ово е со Жоакин Феникс за Джокер, а имаше и Жоакин Феникс. Да, внимавајте, ќе повторам уште еднаш најмалку 2 Оскара, за да не направиме грешка, да. Ема Стоун се е освоен Оскариве, значи. Последни бе. Шо кажав за сигурно? Том Хенкс и... Кој уште еден? Барем уште еден, да ми текне чекаат постари. Расел Кроу има за Гладиатор, ама дали има уште еден, не знам. Форест Витакер, знам има еден, ама... А да си ги земеме парите, ајде да не... Да, ајде да не вака, на добар... Да. Честитки, ете и баш Фала, имаме Марко. сега една округла 400 евра Да, сума, да. точно, Вака, точно. убаво размислуваше, но ми беше страв да не те навлечам, па да на крај да ги изгубиме и овие пари. Тоа е, а иначе со најмногу Оскари е Кетрин Хепберн, она има 4. На оваа листа со најуспешни си Мерил Стрип со 3, Джек Николсон 3, Ингрид Бергман 3, Даниел Дел Луис 3, Френсис Макдермонт 3 и Валтер Бренан 3 потоа. Джек Лемон, Джесика Ланг, Джим А Ема Хекман. Стоун, Марко? Ја нема Ема Ја Стоун нема? и затоа барем ја немам тука издвоено на листата, еве ќе побарам Добро. помош од режија дали е Ема Стоун. Дека се освои последно, Да, мислам сега прето... го зема Лете вториот Оскар. Вториот го Да, зема, вториот имаше пред... Оскар, Се да. кога гледав, знам дека вториот Оскар го зема. Да. Така ќе беше и тоа точен одговор. Јас Но- зашал тука на списокот го немав издвоено, Бог знае што сум правил, сум спиал вајде. Тогаш најверојатно. да. Но не го минува тоа фактот дека и денес излеговте како победници покрај тоа што си освоивте парична награда од 50 евра, исто така обезбедивте учество и за следното издание на нашиот квиз. На мое огромно задоволство повторно ќе се дружиме. Драги гледачи, со ова доаѓаме и до самиот крај на денешното издание на нашиот квиз. Секако во продолжение остануваме со програмата на телевизија Сител. Уживаме во удобноста на нашиот дом и чекаме да дојде следното издание на Листа за 300. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!